На темата на која што говориме наредниве минути со гостинот во студиото 3 на Македонската телевизија, веројатно можевте да прочитате бројни информации. Насметавме дека и ова утро треба да ја отвориме, бидејќи треба да ги предупредиме сите родители колку е важно не само да мислат на храната, туку дека здравиот раст и развој на нивните деца подразбира и комплетна здравствена заштита. Глобалниот извештај на УНИЦЕФ дава многу неохрабрувачки податоци. Опфатени беа 55 земји во светот. На последната анализа Македонија се наоѓа на врвот по бројот на невакцинирани деца во Европа. И сега што е причината? COVID-19, антивакциналните кампањи или недоволната едукација? Тема на анализа со педијатарот Ангел Чандоновски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро Ренада, благодарам на поканата. Докторе, поразителни се овие статистики последни кои УНИЦЕФ ги даде и сега Македонија е на второто место со Киргизстан и Босна и Херцеговина по оваа негативна ранг листа. Моето прашање е токму врзано и со воведот. Која е причината за овие податоци? Податоците што се дадени од УНИЦЕФ, ќе кажам дека се со огромна точност. УНИЦЕФ функционира и во нашата држава секако многу години наназад. Да, баш токму поради сите спроведени до сега пробани техники и стратегии, ние се намалуваме со бројката и процентот на вакцинирани. Стравот доаѓа од многу страни. Стравот не доаѓа само, да, ќе кажем и ќе спомнеме дека поминавме една ковид криза, една токава голема епидемија за која што и луѓето беа на некој начин постојано ексцитирани во некој страв и во некој грч, но сото тоа се рефлектираше и подоцна, токму баш онаму кај што најмалку треба. Тоа е вакцинацијата, тоа се децата, каде што на вистина на некој начин се отстапи од сите оние препораки и оние задачи кои што беа дадени како национална стратегија, дури од УНИЦЕФ. Таа национална стратегија се спроведуваше од Комитетот за имунизација при Министерство за здравство. Тоа беше една огромна добра комисија, која што бев и јас дел и член на таа истата комисија. Но сепак ќе кажам дека сите тие одредби, оние задачи и стратегии не беа спроведени. Стравот доаѓа токму од страна на родителите и поради една, буквално ќе кажам, тоа не е критизерски, него една голема вистина, неподготвеноста да сето таа работа која што беше зададена биде спроведена и јавно кажана пред родителите, а со тоа и да се стекне довербата во вакцинацијата. И податоците на Светска банка го покажуваат сличното, дека од 2020 наваму некои деца пропуштиле една или повеќе дози вакцини, вклучително и првата против мали сипаници. Сега знаеме дека слабиот интерес за вакцинација носи ризик од појава на болести кои што сметаме дека веќе сме ги искорениле, а и податоците од Македонија и појавата на мали сипаници и туберкулоза тоа го потврдија во пракса. Так. Поминавме, нели, многу пати поминавме ова епидемија, поготово од малите сипаници. Дури јас кога бев и директор на детската болница Козле, се случуваше таков на некој начин, како да кажам, бран на појава на таа епидемија. Тоа беше всушност еден вид на епидемија, не само кај децата, туку и кај возрастните, памтиме зашто е тоа, за да ние статистички утврдиме дека сето тоа е токму поради невакцинирањето. Оние бројки кои што беа над 95% дека сме вакцинирани, имунизирани и така натаму, одеднашка свативме дека се многу пониски и дека сето тоа се пропуштало. Токму и тука и од таму дојде она стратегија за да се на некој начин иницираат, односно да се развие свест. Уште тогаш говорев дека постојат многу податоци кои што го покажуваат вистинскиот начин и вистинската реалност, а тоа е дека нема докази против ниту една вакцина. Туку има повеќе докази дека доколку сте невакцинирани, дека ќе се случат многу поголеми проблеми. Вакцинираните ги поминуваат сите симптоматолошките препреки, бариери, проблеми многу полесно, за разлика од невакцинираните. Токму тука се сопре некаде во целата таа ситуација оној однос на информација кој што требаше да стигне токму од професионалци. Да, и ќе речам дека од тука натаму иде оно развивање на медицинската свест која што навистина е потребна кај нашиот народ за да биде качено на високо ниво. Тоа не е само случај во Македонија, тоа ќе кажам дека во целиот регион, дека и Светската банка, токму вие кажавте, дека навистина има големи проблеми за средствата што ги одвојува за вакцинации, да пропаѓаат нели тие сите средства и така натаму. Ја ќе кажам дека едно дете кој е невакцинирано, дека има шанса да биде вакцинирано. Токму и поради тоа таа стратегија беше нели направена за да се даде одреден и правен и вистински протокол
ако дојде едно дете за училиште и не е вакцинирано, како може тие дози да бидат дадени? Тоа е сето создадено на научна база, на научна основа и не штети токму апсолутно на децата која станува збор нели за нивната имунизација. Европската недела на имунизација оваа година Министерството за здравство одлучи да одбележи со тоа што бројни тимови, 30 на број чинам, ќе одат од врата на врата и ќе ги информираат родителите за бенефитот од имунизацијата на децата. Она што ме интересира, колку мислите дека ваков тип на кампањи ќе дадат ефект, или од друга страна што е она што на долг рок би ги предомислило родителите за вакцинација? Така. Ајде јас вака ќе кажам, да, тоа е веќе стратегија која што уште 2019 беше на некој начин донесено и сега веќе токму и поради неделата на имунизација, нели, да се сето тоа спроведе кампањски. Нормално дека пристапот повеќе е нели за рурални средини кај што имаме многу низок процент на вакцинираност и децата од таму не се некако вакцинирани, но веќе да кажам дека и тоа и локално се случува. Јас како дел на здравствен дом, сега Скопје, нашите тимови од здравствен дом идат постојано, знаете дека вакциналните пунктови се наоѓаат во здравствените домови, нормално залагањето на директориумот е баш буквално за да имаме експанзија, нели конкретно и да бидат вратите секогаш отворени за оние што сакаат да се имунизираат, но ја пак ќе се навратам на една битна цел и нишка, тоа е дека на вистина зборот, вистината, потврдата и сета она доверба која што треба да се влее кај граѓаните е од страна на професионалците. Тие кампањи кои што треба да бидат спроведени од стручни, професионални лица, лекари, нормално, каде што на вистина ќе ја објаснат целата она структура и сигурност која што станува од имунизирањето. Само да кажам дека нема да се вратам на фактите, сите им се јасни дека луѓето кои што поради вакцинацијата се исклучени многу болести. Секаде во светот, не само кај нас, не говориме веќе за детска парализа, не говориме за полио, не говориме за дифтерија, не говориме дури за тетанус и така натаму, но една многу битна работа. Професионализмот и професионалците треба да бидат вклучени како од Министерството за здравство, така и од сите институции релевантни кои што сакаат да го шират тој збор на развивање на свест. Медицинската свест е најбитното нешто кое што треба на родителите. Родителите го имаат следниот страв, ќе ви кажам дека примањето на одредени вакцини може да предизвика аутизам. Јас како непобитен факт само ќе кажам и за да го објаснам ова на гледачите и на целата широка наша јавност е дека проблемите со аутизмот настануваат меѓу втората и третата година. Не од вакцините, и веќе се навратам конкретно за вакцината МРП и така, значи ова што ни се случува епидемија, туку ние имаме една ревакцинација до 12-месечна возраст, а после на 6-годишна возраст, кога сите процеси на развој на еден мозок, на едно дете, на неговата личност се горе-доле завршени. Значи немаме никаков факт, дури се направи таква студија, светска студија, да се докаже дека оваа вакцина не го предизвикува аутизмот. По кој знае кој пат, кога ќе ве прашаат родителите зошто да за вакцините од редовниот вакцинален календар, вашиот одговор е? Како професионалец, како долгогодишен педијатар, ќе кажам дека една и основна работа. Се навраќам на оној разговор на кој што сум го правил и 2019 година во многуте интервјуа кажани од моја страна. Дека постојат факти, постојат научни цели, постојат научни докази, каде што се докажува дека ниту една вакцина која што влегува во детскиот календар не е штетна, дури ние сме ја пример. Но постојат безброј проблеми кои што ќе настанат кај оние кои што се невакцинирани. Токму и заради тоа е моето да. Веројатно и во книгата која што неодамна ја издадовте, може да се прочита нешто плюси за вакцините. И за тоа сакам да продискутираме наредниве минути. Секој родител генерално е многу поспокоен кога знае нешто плюс за растот и развојот на своето дете. На шега минатата недела кога зборувавме за разговорот, велам докторе, што и да купиме, каков апарат и да купиме, ние имаме упатство за употреба. Детето се раѓа и ние апсолутно поим немаме што треба да правиме со него, освен информациите кои што се разбира ги добиваме од здравствените работници, но не ни се доволни. Па одиме на Google и така некако добиваме нели информација плюс, стануваме ние доктори. Сега вие решивте да не им пропуштате на родителите да бидат доктори, туку да добиваат релевантни информации од едно читиво насловено Развојна патека кај децата. Од каде идејата за една ваква книга? Како и првата книга која што издававме како прирачник, баш буквално еден прирачник како да се користат децата. Така, да се насмееме. Токму дојде идејата да се како член на Заводот за ментално здравје кај деца и младинци во Симпо, каде што јас сум нели педијатарот кој што ги на некој начин води
работите околу тие, да кажеме, баш буквално сите насоки кои што треба да се дадат на родителите доколку нивното дете има ваква проблематика. Единствена работа која што родителите не ја следат, а треба да ја следат, да го следат своето дете како одговара на возраст на својата возраст. Тоест од 0 до 7 години развивај. Буквално овој приручник излези како таква потреба, дека родителите доаѓаат кај мене на разговори, доаѓаат неспремни, неподготвени, не знаат и не следат и не знаат у која одредена возраст што се случува кај нивното дете. И дојде до таа идеја да навистина се издаде таков еден вид на прирачник, еден вид на насока, еден вид на скала развојна, каде што родителот буквално секој месец од развојот на своето дете ќе знае што неговото дете, што му се случува. Ќе знаеме дали тоа дете е напредно или тоа дете доцне. Тука и токму оној, баш да кажеме, момент на детектирање, на детектирање на сите проблематики кои што ние ќе утврдиме дека нашето дете одредена возраст негде заостанува или не напредува. Така ќе имаме еден вид и на рана детекција, која што е многу битна. Баш комплетно кога станува збор сега и за менталното здравје кај децата, веќе е топ тема не само кај нас, туку секаде во светот, дека пост-ковид кризата донесе да нашиве деца имаат огромни проблеми со менталното здравје, а ние сме тие токму кои што треба да ги третираме. Заводот за ментално здравје на деца и младинци, младост при здравствен дом функционира постојано. И само ќе кажам еден непобитен факт, дека менталното здравје е многу битна работа за нашето општество, за правилно развивање и градење на вистински луѓе, односно оние кои што ќе го водат понатаму нашето општество. Во пораст се сите ментални заболувања сега во моментот. Доколку ја имаме, може да ја погледнеме и фотографијата, чисто нашите гледачи да видат како изгледа прирачникот, доколку сакаат да го најдат, го има во книжарницата. Да, во книжарницата во Гадоз, на правен факултет, може да ја порачат и по телефон, може да им се достави дома и така натаму. И не само за родители, туку и за баби, за дедовци, некако и тие во приказната имаат многу што да кажат, тие ни се најверни следбеници, мислам, овој момент, затоа зашто навистина родителите и ова модерно време донесе да сите ние некако сме во некоја трка и да на своите деца или ќе ги оставиме со бабите и дедовците или ние ќе ги оставиме на некој, ќе ги препуштиме на системот. Баш токму и тука сакам за кратко да кажам дека системот навистина треба се надоградува и дека во системот се повеќе треба да бидат инволвирани професионалци кои што ќе ги следат нашите деца, нивниот раст и развој, а ние како лекари не е проблематика за да ги третираме, проблемот е да се спречи. Ја имаме таа узречица, подобро спречити него лечити, и ќе кажам дека една голема вистина тука и лежи дека на вистина информираноста, која што ќе стигне од устата на професионалец, е многу битна насока за понатамошниот раст и развој. И како професионалец не можеме да не ве прашам, овој период од годината е апсолутна главоболка за нас. Родителите променливо време имаме и такво ќе биде и во текот на мај. Навистина е ризично за децата. Нема дете кое што не е болно. Во последно време слушам дека и стрептококата повторно се раѓа на голема врата, особено во училиштата. Де факто, болестите се присутни. Децата од 6 до 10 пати во текот на годината ќе ни бидат болни. Имавме еден огромен период каде што немаше контактибилност меѓу децата, па некако замре, односно се смири и спласна одредена размена на бактерии меѓу себни вируси и така натаму и така натаму. Но ќе кажам една битна работа, дека сега секој период си носи своја одличие. Овој период ќе ни донесат алергиите, па ќе се сомневаме во многу други работи, а покрај сомневнажот во тие работи ќе откриеме и други работи, како вируси, така и бактерии. Стрептококата е во пораст, токму поради мешањето, тука се и вирусите. Јас ќе кажам дека сега и алергиите ќе станат актуелни, веќе се цвета, се е во полен, се е во голем индекс на светлост и така натаму, така да ќе треба да бидеме многу внимателни и веднаш кога ќе настане некој проблем да се јавиме кај својот педијатар. Ги штителме ли премногу децата од COVID-19, па сега не се случува ова? Јас можам да кажам да ги заштитивме децата од COVID-19 и на некој начин направивме да биде изолирана средина, која што сега е пак повторно на некој начин својот имунитет само го приспособуваме. Имунитетот не е заспан, но веќе не сме го навикнале баш токму оние години кои што требаше децата да се развива и да ги примат сите, да кажеме, агенси кои што ќе му делуваат и кои ќе го стимулираат неговиот организам за да го потикнат на правилен имунолошки раст и развој. Ние тука малку го сопреме тоа, али со добра цел. Ние ќе се гледаме многу и во периодот кој што следува, бидејќи секогаш советите од здравствените работници ни се добре дојдени. Благодарам за денешното гостување во Утринската програма. Благодарам првично за поканата и за тоа дека како медиум сакате ова вистина да биде кажана, а тоа е да баш буквално самиот процес на развој на нашата медицинска култура биде на многу повисоко ниво него што е сега. Благодарам.